Почитувана македонска јавност, станува збор за интерпелација побарана од страна на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата Обнова за Македонија, а се однесува за спикерот на ова собрание. Ако сакаме да го споредиме раководењето на спикерот со ова собрание со една чаша полна со скопско пиво, да речеме, чашата постојано беше преполна. Секогаш на работ на истекување на пената, но конечно чашата се прели кога спикерот се исплаши од нашата активна блокада и почна да прави секојдневни грешки и со секој изминат ден да и докажува на македонската и на светската јавност колку и доколку може да биде пробиено овој пат и дното. Немоќта да се свој дневен ред во цели 2 дена ја извади на виделина сета неспособност и прибегнување кон кршење на деловникот или докажување дека панично се направија катастрофални и почетнички грешки од страна на еден долгогодишен пратеник, а за некого и најуспешен председател досега. Па така, кон крајот на првиот ден од нашата активна блокада и првиот ден од започнувањето на новата 71-ва седница, сакајќи да не изигра, спикерот се повика на еден член од деловникот кој се однесува на расправа за закони, амандмани и други акти од надлежност на собранието и кој дека ваква расправа може да се заклучи, а за гласање да се определи ден и час кога собранието би се изјаснило. Џафери сакаше да прескокне гласање по предлог за измена на дневен ред, повикувајќи се на овој член. Ова беше премногу почетничка и панична грешка за еден вака искусен и успешен председател, бидејќи немаше како после да се премине на следен предлог за измена на дневен ред, ако претходно немаше произнесување. Бидејќи не се работеше за усвоен дневен ред и за започната седница со работа, туку бевме на усвојување на дневен ред. Самиот се збрка во сопствените маневри и беше приморан тука и веднаш да го прекине првиот ден кој заврши без усвоен дневен ред. Следниот ден за усвојување на дневниот ред од 71-та седница помина уште покатастрофално за спикерот, бидејќи овој ден тој им понуди на пратениците од владеачкото мнозинство да се произнесат и да гласаат постоечки член од веќе утврден и ставен во употреба од 2008 деловник. Исто така им понуди да гласаат за непрочитан конечен предлог на дневен ред кој наназад цели 2 дена менуваше. А во меѓувреме, помеѓу правењето на овие грешки во чекори, Џафери целиот ден се изживуваше со сите пратеници од нашата пратеничка група, довикувајќи недолично и злоупотребувајќи го неговиот вклучен микрофон, за да се обраќа како на излет во планина, а не како председател кон колешки и во собрание. И дофрлаше на колешката Силјановска Давкова. За мене со подсмев им велеше на неговите обожаватели да ме видат во стилот «Види ја бе». Па после почна да ме кани да одам на говорница и да му читам, не баре во некоја биртија, а јас сум му некоја забавувачка која треба да ја награди ако му ги исполнува неговите желби. Па од микрофон се пазареше со мене дали на координаторот Мицевски да му даде 6 или 3 минути за процедурална забелешка. И сево ова беше на очиглед на целата македонска јавност, ама и на очиглед на пратениците и пратеничките од владеачкото мнозинство, кои молчешкум и со наведнати глави го следеа ова кабаре, освен главата на една колешка која е фатена на камера и како задоволно се смешка на ова изживување. Ама ако нека ви служи на чест на сите и на тие што молчевте и се уште молчите, а секако и на оние кои што се дрзнаа дури и јавно да даваат поддршка за ваквото скандалозно однесување на еден председател на собрание. И најбитно, нема да дозволам никој, ама баш никој, оваа моја јавна критика кон спикерот Џафери да ми ја оквалификува како албанофобна. Затоа што ако така сакате да ги гледаме работите, тогаш веднаш да го прогласиме и Џафери за женомрзец и за македонофоб. Јас кревам глас против ваквото понижување кон мене како жена, како пратеничка, како колешка и никого од етничките македонци помалку не би го поштедила доколку вака се однесува. Впрочем, не затоа јавно критикувам, реагирам и на молкот од страна на пратениците, посебно на пратеничките од СДСМ.
За односот на Џафери кон собраниските служби, сметам дека доволно и премногу се говореше, иако ништо од тоа не предизвика никаква, макар и морална одговорност од мајка на Мајко Редачот, но сепак барем јавноста просведочи за тоа и за мене доволна е само нејзината осуда. Само кратко да споменам дека службите чии мајки ги поздрави Џафери онаа вечер не се под негова надлежност, но тој не мајчи врз кого да го својот бес, најлесно тоа го стори врз кротките и културни собраниски службеници за разлика од Џафери. Сакам сега да се префрлам на една тема која што Џафери во писмениот одговор за интерпелацијата така триумфално ја има начнато, а таа е следна. Се однесува на излагањата на председателот на собранието дека ревизорските извештаи биле поволни за собраниското раководство. Овие излагања на Џафери не се во корист на вистината. Вистината е дека собраниското раководство на чело со Талат Џафери, генералната секретарка и замениците не се повикуваат на ревизорските извештаи кога тие пишуваат за нивните фотели. Така, во извештајот на Државниот завод за ревизија објавен во ноември 2016, чии препораки требало да се спроведуваат во 2017, односно од сегашното раководство, утврдено е дека генералниот секретар на собранието и неговите заменици се единствени именувани функционери во Македонија кои што немаат ограничување на мандатите. Пратеници, советници во општини, премиери, председател на држава, сите имаат ограничување на мандатите од 4 или 5 години, само генералниот секретар во собранието и неговите заменици треба да бидат вечни функционери. И зошто не се повикувате на наодите од државните ревизори кога се работи за вашите фотели? Зошто не постапите за да има законско ограничување на мандатите како за секој избран и именуван функционер? И јас не знам кој бил опсегот на државната ревизија, еве да отвориме неколку битни работи за така нареченото успешно раководење на ова собрание. Што се случи со тендерот за јавната набавка на новогодишни пакетчиња за дечињата на вработените во службата на собранието, кога им доделивте пакетчиња на вработените за нивните деца и после половина час им ги зедовте назад и повеќе никогаш не им ги вративте? Дали има поголема брука од ова? Второ, да ве подсетам дека собранието во сред корона пандемија со месеци немаше тоалетна хартија и сапун, зашто јавно реагираа и новинарите. Што се случи со овој тендер, успешен председател? Трето, како постапивте во секторот за финансии кога имавте незаконска пренамена на средства, кога собранието префрлило и трошело пари за други намени од законски определените? Мислите дека немаме информации па се повикувате на оние извештаи од државната ревизија кои што вам ви одговараат за да ја покриете вашата неспособност? Четврто, дали ревизијата испитала по кој правен основ заменик на генералната секретарка, еден од многуте избрани од ова собрание, е единствен кој што наплатува патни трошоци како пратеник, односно по изминат километар, а сите други функционери избрани од собранието, еве например членови на регулаторни тела, ова право не го користат. Прашање е дали сте информирале ревизијата и за тоа како сте правеле набавки на опрема преку нови тендери, иако сте имале на залиха опрема и инвентар. Да ве подсетам и за начинот на кој незаконски донесувавте годишни планови за вработување во 2017 и 2018, а само за да извршите партизација на службата. Уште ли треба да набројувам незаконско работење и раководење на ова собрание од страна на Талат Џафери, на генералната секретарка и на замениците, за да докажам нешто на очиглед на целата македонска и меѓународна јавност? Имаше еден, бидејќи сум кај набројувањето, да подсетам дека имаше еден кој што вети и постави бројчаник на триумфалната капија, бројчаник кој што никогаш не проработи. Имаме и тука еден кој што се изживува со неговиот бројчаник, кој што никогаш не го брои неговото време на беседење и упаѓање во збор, кога сака и на кого сака. Првиот видовме како заврши, ама не гледам дека поинаков политички крај следува и за Талат Џафери. И тука, и за ова, не е виновна опозицијата, туку само игнорантскиот однос кон неа и немањето менаџерски капацитет на главниот менаџер, а тоа е Талат Џафери. Ви благодарам за вниманието.